Циклус едукативни емисии кои ќе ги опфатат основните начала за безбедноста на храна и храна на животни, општи и посебни хигиенски барања за храната со цел високо ниво на заштита на здравјето на потрошувачите во однос на храната. Земајќи ја разновидноста при снабдување со храна, вклучувајќи ја и храната со традиционални карактеристики. Кои се неопходните услови да се започне бизнис со храна? Означување, рекламирање и презентирање на храна и многу друго во Безбедна храна, здрава иднина. Со Светлана Коларич. Почитувани слушатели, добар ден од студиото на Радио Слободна Македонија. Продолжуваме со циклусот едукативни емисии Безбедна храна, здрава иднина. Денес имам и соговорник, тоа е професорот доктор Драги Димитриевски, доаѓа од Факултетот за земјоделски науки и храна и воедно е декан на истиот факултет. Добар ден и добре ни дојдовте во студиото на Радио Слободна Македонија. Добар ден до вас и до вашите слушатели. Се надевам дека и денес ќе понудиме една добра содржина за нашите слушатели. Пред се сме насочени на примарните производители, земјоделци, иако може да земеме во предвид дека голем процент од нашата држава сепак треба да ја развива аграрната економија и аграрната политика, бидејќи навистина имаме плодна површина која што може да има инпут во нашиот живот. Но нели, убаво е да ја спомнеме и историјата, односно да се навратиме кон почетоците, историските почетоци на аграрната политика и на економијата пред се во земјите од Европа, светот, а потоа и во Република Македонија. Добро кажавте дека значајно е за оние што произведуваат храна, па и за оние што тргуваат и преработуваат земјоделски производи, да ги познаваат основните принципи на економијата, но посебно во тој дел аграрната политика. Земјоделството е една од најстарите области со кои се занимавал човекот и доколку погледнеме историски како се развивало земјоделството, ќе најдеме и одредени корени на аграрната политика. Па ние кои се занимаваме со оваа област, отприлика се враќаме назад далеку во историјата, уште во античките времиња, каде што препознаваме почетоци на одредени активности со кои се поврзани со аграрната политика. Доколку сакаме да се вратиме до таму, еве малку да за вашите слушатели, да речеме уште во стариот Египет тие забележувале дека на неколку родни години, точно 7, се јавувале циклуси на сушни години кога имале проблеми да го исхранат населението. Па така, следејќи ги тие циклуси, дошле до заклучок дека во родните години треба да оставаат дел од производството, за да ги надминат оние неродни години кога имале недостиг на храна. Па тука наоѓаме една улога на власта, на државата подоцна во одржување на една пазарна рамнотежа, односно во складирање на тие земјоделски производи. Натаму и во историјата многу војни се воделе токму за потребите да се задоволи населението со храна, значи да се окупираат територии, да се обезбеди храна. Колониите, колонизациите на големите империи точно се одвивале за одредени земјоделски прехранбени производи, за зачините познати се истражувањата и така натаму. Меѓутоа, доколку зборуваме за една современа, денешна аграрна политика, ние ќе сигурно дека почнуваме од создавањето на современите држави и се враќаме некаде во 19. век со почетокот на населувањето на Соединетите Американски држави и отпочнувањето на производството, каде што новото население ги користи сериозно ресурсите и почнува да произведува големи количини на земјоделски и прехранбени производи и како суфицит од тие држави почнува да ја развива трговијата, почнува да се развива поморскиот сообраќај и да почнува да се врши притисок на европските држави да се донесе храна. Од друга страна, во самата
Европа, значи, почнува процесот нели на урбанизација, на индустриализација и голем дел од населението доаѓа во градовите каде што се јавува побарувачка на поголеми количини храна. Сега, производителите на земјоделски и прехранбени производи во Европа, значи, не можат целосно да го задоволат пазарот, а од друга страна пак големи количини на земјоделски производи доаѓаат од овие новиот свет, Америка, Канада, па дури и царска Русија почнува да врши притисок со големи количини на храна и доаѓа до значително намалување на цените на земјоделските производи во Европа, пред се на житата, и некаде до 50% паѓаат цените. Во таков еден случај, земјоделците, посебно големите земјопоседници, вршат притисок на властите во државите и за прв пат се споменува некаде крајот на 1800 година, крајот на 19. век, дека Германија почнува да сериозно ги затвора границите и се штити и воведува царини. Значи, тоа се првите почетоци на земјоделската политика, каде што Германија, подоцна и Франција, значи, ги зајакнуваат тие мерки на аграрната политика и во тој дел, значи, тоа се така наречените пазарни подршки, ценовно пазарни подршки, кои што преку, значи, едни вакви мерки кои што ги воведуваат државите, сигурно дека ги штитат земјоделските производи, што е една од основните цели пак на аграрната политика, значи да изврши регулација на земјоделското производство со мерки и средства на државата. Токму така. Некаде во 20. век веќе се спомнува и Римскиот договор. Значи, кога земјите членки на Европската Унија се договараат конечно како да го регулираат пазарот на полјоделски производи. Така, значи, на овој начин, значи, со овие почетоци започнува ерата на аграрната политика и таа се развива во три насоки. Едната е концептот на конзервативните политики, кои што го предводат Германија и Франција. Вториот концепт е либералниот концепт, пред се Велика Британија, значи, каде што сака повеќе да ја ослободи таа трговија и заштита, и еден прилагодувачки концепт кој го преземаат Холандија, Данска, држави кои што работат на одредени прилагодувања на своето производство и пазарно се ориентираат. Меѓутоа, сето ова не може долго да трае, ваквите концепти, пред се конзервативниот концепт, посебно после Втората светска војна, кога Европа повторно е разорена, гладна, притисок на градовите, недостаток на храна, и со формирањето на заедницата за јаглен и челик, нели, тоа е почетокот на Европската Унија, дел од договорот кој што е постигнат, значи Римскиот договор од 1958 година, сериозно го третира и земјоделството и политиките кои што ќе ги водат тие држави во делот на земјоделството. Значи, во самиот Римски договор поставени се целите на денешната заедничка земјоделска политика на Европската Унија, кои што, верувате, до ден денес се скоро исти. Значи, мали модификации има, пред се да ја зголемат продуктивноста, да обезбедат фер доход на руралното население, односно на земјоделците, да го стабилизираат пазарот, да обезбедат храна за да се исхрани населението, односно само обезбедување на храна да обезбеди заедницата и да обезбедат фер цени за потрошувачите. Че самите цели, ако ги погледнеме, се малку една со друга во некој си конфликт. Не можете вие да имате добар доход, а да имате фер цени или ниски цени на производителите. Со тоа, значи, се воспоставува таа современа аграрна политика, денеска заедничка земјоделска политика на Европската Унија, а сигурно и другите останатиот дел од светот си градат своји политики, пред се либералните земјоделски политики на Соединетите американски држави,
да не зборуваме Австралија, многу либерална земјоделска политика која што многу малку го поддржува населението, многу конзервативни земјоделски политики градат далечниот исток, пред се Јапонија која што сериозно го штити своето земјоделско производство. И во таа насока сигурно дека и Република Македонија ќе дојдеме и до неа, се изгради своја аграрна политика после осамостојувањето, после 8 септември 1991 година, бидејќи претходно Република Македонија спроведуваше аграрна политика која што нели на федерално ниво се водеше, само се спроведуваше тука кај нас од одреден секретаријат за земјоделство. Значи со формирање на владата на првата влада на Република Македонија, формирано е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и ете Македонија од тогаш од 91 гради самостојна земјоделска политика. Аграрна политика. Да, можеме да зборуваме и за фазите. Тука е крајот нели на првиот блок, после рекламите ќе одиме со втората фаза. Ви благодарам. Со осамостојувањето на Република Македонија 91 година се формираше и првото Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство. Од тогаш до денес Македонија си развива своја аграрна политика и аграрна економија. Да направиме една ретроспектива, професоре, да видиме како е развитокот, дали тече онака како што треба или може би сме и понапредни. Сега е еве го почеток на 2016 година. Како го гледате нашиот земјоделец? Па добро, еве 25 години развој на аграрната политика на Република Македонија, сигурно она во вистинска смисла може да се види развој, меѓутоа еве ние по некои анализи, по некои параметри, речеме може да издвоиме 4 периода во развојот на аграрната политика и тоа првиот период веднаш нели после осамостојувањето и првите години кога што се наследуваат основните принципи на тие пазар цени активности. Главно беше заштита, нели, посериозна заштита на границите. Значи се заштитуваше домашниот пазар од увоз на производи кои што доаѓаа од други држави кои што можеа да го уништат македонското земјоделство и одредени земјоделски производи нели ценовно се поддржуваа со одредени премии кои што беа одредени тие значајни за државата земјоделски производи. Потоа имаме еден период, јас би го нарекол еден неповолен период за македонското земјоделство. Тоа е периодот после 95-та, некаде до 99-та, 2000-та година. Тоа е оној период на приватизација кога и во првата фаза земјоделството беше тргнато на страна, па долго време беше оставено без никаква поддршка. Во таа приватизација, знаете, тие големи системи беа на некој начин распарчани. Голем дел од тие никогаш веќе не се повратија, значи голем дел од капацитетите беа напуштени. Се случуваше значи сериозни промени во тоа време. Подоцна имаме една фаза кога од 2000-та година имаше исто така една сериозна поддршка, но тоа е време кое што се покопува со апликацијата на Република Македонија за членство во Европската Унија и подпишувањето на договорот со Светската трговска организација во 2003 година и некаде завршува 2005 година со подпишувањето на договорот за асоциација и стабилизација на Република Македонија. Можеме да кажеме дека одредени циклуси во овој период имаше еден период на почетокот можеби поеуфорично настапување, подобро враќање на поддршката на земјоделските производи, меѓутоа и крајот на периодот пак го на некој начин го карактеризира една ниска буџетска поддршка 1 до 2%, значи тие 5-6 милиони евра кои што во тоа време се дава на македонското земјоделство. И последниот период кој што ние некако се совпаѓа со периодот од 2006 па наваму се до денешни денови, значи тоа е период кога се спроведуваат сериозни реформи на аграрната политика
кога имаме значајна буџетска поддршка за македонските земјоделци, кога се прави еден стратешки пристап во водењето на аграрната политика, се изработи стратегија за земјоделство и рурален развој, иако и претходно имаше две стратегии кои што сепак не беа по одредени стандарди кои што ги бара современото земјоделство и прилагодувањето на македонското земјоделство кон заедничката земјоделска политика. Се донесе и програма за поддршка на земјоделството долгорочна и посебно правно се заокружи аграрната политика со донесување на Законот за земјоделство и рурален развој во 2007 година и негово надополнување и новиот Закон за земјоделство и рурален развој во 2010 година, кој што на некој начин ние велиме представува устав за македонското земјоделство и за водењето на аграрната политика, каде што сето ова се стави во одредена правна рамка, се заокружува аграрната политика и веќе добива еден системски приод во водење на таа аграрна политика. Дополнително сериозни буџетски средства се доделени на македонското земјоделство, доколку го собереме целиот овој период, тоа е повеќе од 600 милиони евра. И второ, се проектираат 7-годишни периоди на таа буџетска поддршка и активности и мерки на аграрната политика кои што ќе се спроведуваат за наредниот период, а сето тоа во насока на сериозни хармонизации, односно прилагодувања да се направи на македонското земјоделство за утре да се преземе една аграрна политика на Европската унија, бидејќи ние на некој начин сме земја членка, кандидат. Европа. Се надеваме дека ќе се надминат одредени препреки кои што стојат на патот и ќе влеземе на тој пазар европски, каде што мора да го подготвиме македонскиот земјоделец, бидејќи сакале не икеле, кога државата станува членка, веќе ги презема тие мерки и тие политики кои што се водат на европско ниво. Но секако неделив дел од развојот на аграрот е и агромонетарни проблеми. Дали се на микро или пак на макро ниво? Видете, и македонската аграрна политика во стратегијата за земјоделството и руралниот развој и во Законот за земјоделство и рурален развој ги запиша целите на македонската аграрна политика. Една од целите е да се обезбеди пристоен доход за населението кое што живее од земјоделството. Вие рековте точно дека агромонетарните проблеми, односно тие сите финансиски проблеми кои што произлегуваат од водење на една аграрна политика, може да ги зборуваме и на макро ниво, каде што зборуваме за сите буџетски трансфери кои што доаѓаат до земјоделците, но и на микро ниво. Јас ќе почнам од микро нивото, каде што се анализираат проблемите, во тој циклус на водење политика, се детектираат тие проблеми, се поставуваат цели за како да се решат тие проблеми, се градат политики за остварување на целите, че се прави една финансиска пресметка и на крајот се следи сето тоа за да се вратиме повторно на проблемите дали сме ги решили или не. Сигурно дека македонското земјоделство се соочува со сериозни проблеми кои што ги наследувало со години наназад и сигурно дека кога се сакаат да се решат проблемите потребни се сериозни финансиски средства кои што се потребни да се обезбедат од другите средства преку сите тие буџетски трансфери кои што треба да го наполнат буџетот па подоцна да се дадат на македонските земјоделци и знаете сите држави кога го поддржуваат земјоделството, си ги имаат тие проблеми на сериозни финансиски трошоци, односно сериозни буџетски трошоци. Така да земеме и Европската унија има поминато низ неколку фази на развој на аграрната политика, во кои што главно доминирале, затоа ја реформирале, главно доминирале тие агромонетарни проблеми.
на високи буџетски трошоци, многу пари. Од друга страна, сериозен притисок се создава од Светската трговска организација и меѓународниот пазар да се намали поддршката на земјоделството, бидејќи кога земјоделски производи со сериозни буџетски поддршки ќе дојдат на еден слободен пазар, тие сигурно го нарушуваат пазарот, прават дисторзија на цените на пазарот, бидејќи тие веднаш стануваат поконкурентни, бидејќи некој веќе им вградил одредена добивка и можност да конкурираат на пазарот, на слободен пазар, за разлика од некои држави каде што е ниска буџетската поддршка. Тебе можем слободно да кажем, да речеме дека и некои од соседните држави кај нас веќе реагираат со оглед дека Република Македонија навистина издигна буџетската поддршка на едно повисоко ниво и веќе во таа на тој слободен пазар, бидејќи сме државите во околината се држави земји членки на ЦЕФТА, па и на Светската трговска организација и малку тука имаат одредени реакции. И таа поддршка сега веќе прави проблеми. Значи на тоа макро ниво прави притисок да се намали таа буџетска поддршка. Од друга страна, сигурно дека и другите сектори реагираат, бидејќи и тие сакаат дел од ковачот од буџетот, што е нормално. Но значи се уште кај нас во Република Македонија, значи се уште иако е сериозна поддршката, сметам дека и натаму ќе расте таа поддршка, значи посебно можеби внатре во таа структура на поддршката ќе расте, бидејќи таму се проблемите, се уште многу средства се уште се издвојуваат за директните плаќања, односно за програмата за финансиска поддршка на земјоделството или поедноставно за слушателите за субвенциите. Помал е делот за руралниот развој, а ние сметаме дека треба да се менува тој однос, че повеќе доди во руралниот развој, во програмата за рурален развој, кои што пак од друга страна предизвикуваат на долг рок, ќе обезбедат модернизација, менување на структурата и ќе се зголемува конкурентноста на земјоделците и на тој начин на долг рок тие ќе добијат. Иако земјоделците нели се навикнати да слушаат и сакаат да краток рок брзо им доаѓаат доходовните поддршки, односно директните плаќања, ама на долг рок подобро е за нив, значи да има од програмата за рурален развој, она што е 50-50 во набавка на механизација или добиток или згради и така натаму. А пак од друга страна, уште на микро ниво само да кажам дека императив на аграрната политика и една од целите е да се зголеми доходот на населението кое што живее од земјоделството, бидејќи знаете земјоделството е ниско акумулативна гранка, значи ниско доходовна, со спор обрт на капиталот, кој што пак ако не му помагаме, тешко дека земјоделците со тој нивен доход ќе можат да станат поконкурентни, да го изедначат нивниот доход со доходот на оние кои што се вработени во други сектори, да речеме, што се поконкурентни, подоходовни, поакумулативни и така натаму. Да завршиме, да одиме со пауза, па ќе продолжиме со разговорот. Безбедна храна, здрава иднина. Со Светлана Коларич. Имаме буџетска поддршка на нашиот земјоделец. Знам дека со буџетската поддршка веќе се јавува и еден конкурентен производ, но секако дека се јавува и суфицит на производите. Во секој случај јас би сакала да направиме една спрега со суфицитот на производите и со квалитетот на производот, бидејќи заедно тие се индиректно нешто во делот на безбедност на храна, односно безбедна и квалитетна храна до секој потрошувач во Република Македонија. Видете, значи современите пазари веќе поставуваат нови стандарди на квалитет, веќе поставуваат нови барања како производот да стигне на пазарот, како тој да биде целосно постбербено обработен, за да може да биде конкурентен. Значи, сега веќе не е прашањето само колку ќе произведеме и како ќе го произведеме и како тоа ќе го доставиме на пазарите.
Значи, иако имаме сериозна буџетска поддршка која што го подига нивото на производството, во одредени сектори значително го подигна нивото на производството, меѓутоа мора да водиме сметка исто така и за нивото на квалитетот на земјоделските производи. Затоа Република Македонија, кога зборувавме за за последната фаза на развојот на нејзината аграрна политика, многу покрај буџетската поддршка, покрај правната рамка, значи она изгради и силна институционална рамка, значи нови институции ги зајакна постоечките и создаде нови институции кои што треба да ја спроведуваат современата аграрна политика. Пред се тука ќе ја кажам Агенцијата за финансиската поддршка во земјоделството и Агенцијата за храна и ветеринарство, која што пак има сериозна улога во согледувањето на квалитетот на земјоделските и прехранбените производи, не само од аспект на здравствена исправност, него и од постигнување на квалитетот на стандардите кои што треба да ги исполни. И затоа и во делот на правната рамка донесени се многу хармонизирани се многу регулативи, многу закони се донесени и еден од законите е законот за квалитетот на земјоделски производи, кој што треба производот да ги достигне за да може да излезе на пазарот. Сега, вистина е дека Македонија во одредени сектори има суфицит. Има, значи, хиперпродукција на одредени земјоделски, односно прехранбени производи. Меѓутоа, сето тоа пак треба сега да се гледа од аспект на квалитет. Дали тоа навистина е преголемо производство или останува да не може да се реализира на пазарот поради квалитетот. Значи, има случаи кога што навистина она што го зборувавме претходно на микро ниво кај земјоделците да им се подобри доходот, да се зголеми нивната конкурентност, мора да се зголеми и нивното знаење. Значи, знаењето ќе биде едно од факторите кое што ќе мора земјоделците да го апсолвираат при идното настапување на овие современи пазари, затоа што и нашиот пазар веќе е современ. Големите супермаркети си бараат одредени стандарди на производот. Не можете се да му продадете, не може веќе како во некои минати времиња кога земјоделците не водеа сметка на тие постбербени активности да ги сортираат, да ги спакуваат, да ги калибрираат производите. Се знае дека и целото производство не може да биде прва класа, дека сигурно ќе има производи и втора и трета класа кои што ќе останат или кои што ќе може да се натаму преработат во некои индустријски капацитети. Значи сето тоа доведува до еден нов пристап во производството, нов пристап во тоа што ќе се произведува, за кого ќе се произведува, во кое време треба да се произведе. Сигурно дека за да го обезбеди доходот, по која цена може да го произведе производител и да го сето тоа достави до пазарите. Знаете, една системска слабост на македонското земјоделство е тоа што најголем дел од производителите се мали, ситни, со фрагментирани, односно исцепкани земјишни површини кои што се мали и кои што не обезбедуваат економија на големина. И заради тоа, пак пред, би рекол, 4-5 години, мислам, се чини, се донесен специјален закон за земјоделски задруги, или лекс специјалис. Мислам дека тоа е една од насоките во која што ќе треба да се движи македонското земјоделство и тоа е еден од излезите на овие мали, ситни земјоделци за да го обезбедат квалитетот и за да во одредени сектори каде што се бараат земјоделските производи да немаме суфицит, него сето тоа да се произведе по одредени стандарди за да може тој производ да не остане непродаден. Бидејќи, видете, ние немаме големи серии, ние немаме големо некое производство. Има примери каде што направени се напори да се влезе на големи пазари, како што се рускиот пазар, кинескиот пазар е најново,
Европскиот пазар секако со договорот за асоциација и стабилизација не е доста отворен. Меѓутоа се поставуваат таму стандарди кои што ќе мора да се исполнат и количини. Значи количини со стандарди кои ќе се поврзат, тука ни е една слабост која што ќе мора во наредниот период да ја надминеме, а ќе ја надминеме само ако земјоделците се здружат и здружено настапат. Едно е кога знаете ќе имате, не знам, неколку тони јаболка или од тие или домати или пиперки, па другиот исто така ќе има, ама тие нема да бидат од ист хибрид или иста сорта. А пазарот се знае точно дека бара стандардна сорта која што ќе треба да исполнува одредени карактеристики за и количини сигурно. Знаете, големите супермаркети, тоа се синџири на супермаркети кои што бараат континуирана достава. Не може вие со мали количини да излеземе на тие пазари. Зелените пазари, кај што сега најголем дел од тие производи стасуваат, тоа ќе постои, меѓутоа нема да биде лек за ова што го зборуваме како суфицит на одредени земјоделски и прехранбени производи. После рекламите повторно сме во студиото на Радио Слободна Македонија и продолжуваме со последниот блок од емисијата Безбедна храна, здрава иднина. Безбедна храна, здрава иднина. Со Светлана Коларич. Ќе продолжиме во студиото на Радио Слободна Македонија со мојот денешен соговорник, професор доктор Драги Димитриевски, декан на Факултетот за земјоделски науки и храна. Индиректно темата аграрната политика и аграрната економија ја поврзавме со безбедна храна, здрава иднина, заради тоа што сметам дека се навистина една спрега која што една со друга се надградуваат. Спомнавме за суфицит на пазарот, спомнавме за квалитетот на земјоделските производи, да спомнеме околу осигурувањето кај земјоделците, заради тоа што честопати се случува во Република Македонија да настанат и штети при нуспојави. Сите тие штети се одразуваат негативно на квалитетот и безбедноста на производот. Кои се вашите размислувања во оваа насока и можеби дел од ова прашање да го поврземе, дали сметате дека пазарот ќе се стабилизира и ќе имаме еден стабилен пазар и дали е возможно тоа во аграрот во Европа и кај нас и каде ја гледаме иднината на Република Македонија во делот на производство на еден квалитетен и безбеден земјоделски производ. 3 во 1, професор. Еве ќе почнем од последното, каде ја гледаме Македонија во производството на квалитетни и безбедни земјоделски и прехранбени производи. Јас неколку пати истакнувам дека Република Македонија ги има зајакнато сериозно институциите кои што овозможуваат контрола за квалитетни и безбедни земјоделски и прехранбени производи. Република Македонија има добра традиција и предуслови да произведува квалитетни и безбедни земјоделско и прехранбени производи и верувам дека со продолжување на една ваква политика во делот на земјоделството, политика на подршка директна, политика на структурни подршки, на промени, политики на земјишната политика која што се труди да го заштити, да ги заштити ресурсите пред се земјоделското земјиште и да го стави во функција на производство. Значи ќе имаме има идни на македонското земјоделство покрај сите и овие други политики кои што ги гради во делот на кредитната, монетарната политика, даночната, социјалните политики и политиките на рурален развој кои што се поддржуваат и од домашниот буџет, а сега во наредниот период ќе имаме и уште поголема
поддршка и можност за користење на политиките на средствата од предпристапните програми на Европската Унија, можеме сериозни чекори напред да направиме во модернизирање на македонското земјоделство и стабилизирање на пазарот со земјоделски и прехранбени производи. На прашањето дали земјоделците ќе бидат задоволни, дали со тоа ќе имаат иднина, земјоделците ќе имаат иднина, меѓутоа верувајте, никаде во светот земјоделците не се најзадоволни. Тие се задоволни во одреден период, меѓутоа секогаш ќе се јавуваат проблеми на кои што тие ќе реагираат и најбогатите држави во светот со многу посериозна поддршка на кај земјоделците, значи од време на време изразуваат незадоволство, така да, меѓутоа сметам дека во последните неколку години се намалува тоа незадоволство како резултат на сите овие политики кои што се водат во сите делови на комплексот на земјоделски политики кои што се води во Република Македонија, сигурно надополнети со другиве стратешки политики кои што се преземаат од другите области. Оно што ме прашавте околу осигурувањето, знаете, македонското земјоделство и ние кои што работиме во земјоделството се наоѓаме пред еден голем предизвик, не само ние во Македонија, туку сите во светот. Тоа е предизвикот на климатските промени и сето она што тие го носат како негативен аспект. Значи, тука зборуваме од неколку аспекти. Значи, пред се климатските промени директно кои што предизвикуваат временските непогоди. Знаете, бевме сведоци на почетокот на оваа година, еве добро изминува, со сериозни поплави, се јавуваат сериозни сушни периоди во одредени делови од годината кога најмногу му е потребно на земјоделството. А сето тоа сигурно дека ќе носи и пропратни, би рекол, негативни влијанија врз земјоделството. Пред се во појава на болести, штетници и така натаму, и одредени култури, хибриди, раси, видови кои што сега ги имаме, сигурно дека ќе бидат под сериозна закана. И затоа науката оди во делот, нели, на истражување на адаптибилни култури, растенија, животни, нови технологии кои што се адаптибилни на овие климатски промени. А државата сигурно гради политики, пред се би рекол сериозни инвестиции се започнати и натаму сигурно ќе траат во делот на хидромелиоративните системи кои што имаат една од клучните улоги во надминување на временските непогоди. Потоа сигурно дека во делот на истражувањата ќе си го најдат институциите ќе можат да користат дел од средствата за оваа намена. А она што директно на земјоделците и во моментов им стои на располагање, но сигурно дека и ќе се развива и понатаму, е осигурувањето, бидејќи знаете, не постои, значи, држава во светот или не постои технологија која што може да не заштити од природни катастрофи и непогоди. И единствено начин да се обезбеди доход на населението во такви услови е осигурувањето, за кое што државата гради политики да им субвенционира во делот на премијата за осигурување, а посебно и сите светски аграрни политики одат во насока, нели, на тој кризен менеджмент и обезбедување на доход на населението преку осигурување. Многу се работи, многу нови мерки, инструменти се креираат во таа насока. Посебно тука најдалеку се отидени Канада, Соединетите Американски држави сигурно работат во една дел и Европската Унија со најновиот циклус на заедничката земјоделска политика која што е во периодот 2014-2020. Тука е и крајот на денешната емисија.
Искрено моje мислење, знам дека нашиот земјоделец ќе има своја иднина, ќе биде стабилен со еден стабилен производствен процес и со една, да кажам, семена стабилност во делот на доход. Само треба да се продолжат позитивните политики кои што ги креираат сепак политичарите на сцена. Ви благодарам за денешното гостување. Се надевам дека можеби ќе имаме и следна прилика кога повторно би седнале и би разговарале за развојот на нашиот земјоделец. Трговско радиодифузно друштво, Радио Слободна Македонија, јас сум Светлана Коларич. Денеска е 20 декември 2015 година, продукција Радио Слободна Македонија. Слушајте не повторно следната недела во периодот од 14 до 15 часот. До слушање. Циклус едукативни емисии кои ќе ги опфатат основните начала за безбедноста на храна и храна на животни, општи и посебни хигиенски барања за храната со цел високо ниво на заштита на здравјето на потрошувачите во однос на храната. Земајќи ја разновидноста при снабдување со храна, вклучувајќи ја и храната со традиционални карактеристики. Кои се неопходните услови да се започне бизнис со храна? Означување, рекламирање и презентирање на храна и многу друго во Безбедна храна, здрава иднина. Со Светлана Коларич.